последниве 5 години владење на Груевски најчесто употребувана реченица е "немој на телефон, подобро да се видиме". Луѓето се плашат да зборуваат гласно и на улица, и во кафеана, и во канцеларија. Секој има впечаток дека е прислушкуван и следен. Владее страв и паника од власта. Веќе никој не верува во владење на правото и еднаквост на граѓаните пред законот. Уште помалку луѓето веруваат во судството. Изборот на судии и членови на судскиот совет по кејф на Груевски создадоа негативно јавно мислење за судиите. Со новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веднаш ќе престанат спектакуларните медиумски апсења и приведувања. Веднаш ќе престанат незаконитите прислушкувања и следења на граѓаните. Сите парични казни, предвидени како глоба за сторен прекршок, нашата влада двојно ќе ги преполови уште во првата година од преземањето на власта. Ќе ги вратиме превентивната и едукативната улога на инспекцијските служби. Инспекторите најпрво ќе изрекуваат опомена за сторен прекршок, а дури потоа при контролниот надзор ќе изречат двојно намалена казна од сегашната. Ќе ја подобриме работата на судството и јавното обвинителство. Од Судскиот совет и од Советот за јавни обвинители ќе го отстраниме министерот за правда. За судии во основните судови ќе можат да бидат избрани одлични и специјализирани правници од стопанството, од редот на стручните соработници во судовите, од јавната администрација, од невладиниот сектор, адвокати, нотари, извршители, медијатори, правни консултанти со положен правосуден испит и 5-годишно работно искуство во струката. Академијата за обука на судиите и јавните обвинители ќе биде гарант за квалитетот на судството и јавното обвинителство. Секој кандидат, како и секој судија и јавен обвинител, ќе биде должен да помине низ задолжителна континуирана обука во академијата. Квалитетот и ефикасноста на студиите ќе се мерат преку бројот на решени предмети, бројот на обжалени пресуди, бројот на потврдени пресуди, причините за укинување на пресудите и времетраењето на судските постапки, а не преку пресметување на бројот на изречени години затвор. Ќе формираме орган за спречување на корупцијата со нови, силни и зголемени надлежности. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе биде составена од професионални, стручни и искусни кадри, со овластувања да поднесуваат кривични пријави до јавното обвинителство. Ова овластување ќе го има и Државниот завод за ревизија. Јавното обвинителство на тој начин ќе биде обврзано да одговори по сите поднесени кривични пријави. Благодарам.